Сламата што земјоделците од истокот ја палат е еднаква на 20.000 метри кубни дрва. Овде по жетвата на јачменот, пшеницата и оризот како нуспродукт остануваат 25.000 до 30.000 тони слама, што во топлинска енергија е пандан на 17.000 до 21.000 тони дрва. Имено, калориската вредност на сламата од пшеница или ориз е за само 30% помала од онаа на дрвото, додека разликата од остатоците од маслодајна репка, лен или соја и дрво се движи помеѓу 15 и 20%, што значи дека со мали додатоци сламата може да се користи како енергенс. Но овој потенцијален извор на топлинска енергија речиси никој не го користи. Јас мислам дека е поевтино дрвото него сламата. Па што ствара она? Она не ствара многу топлина. По мое. А дрвото си е дрво или ќумуро. Може, ама тоа е ретко. Ретко го користат тука кај нас, само тие кои имат направено такво котлови за топлинска енергија да си направи. Она што на нас ни е во рацете, а не знаеме да го искористиме, во моментов го бара Швајцарија, која сака да ја откупи оризовата слама од Кочанско. Од друга страна, земјоделските експерти укажуваат и на други можности за употреба на сламата во земјоделието. Моја препорака би била, бидејќи нашите земјоделски површини се доста осиромашени со органска материја, може би подобра варијанта би било конкретно за сламата од овие култури, да таа после жетвен остаток се внесе во површината, во почвата и за одреден временски период да се минерализира. Ако сето тоа навреме се направи веднаш после жетвата, предстои доволен период кога би можела таа слама да се разгради, да се минерализира и повторно да се врати во почвата како ѓубриво. Исто така, сламата може да послужи како природен изолатор за посевите. Минимизираната обработка или конзервацијската обработка на почвата или сеидба без обработка на почвата, каде што сламата би се користила исто како мулч. Значи, ја прекрива површината, не дозволува испарување на прекумерно испарување на влага од почвата и во светот е доста тоа актуелно, иако има и за тоа противречени ставови. Наместо ова, минимални количини на слама се користат само како изолатор за стока или за печурки. Пале се некој време, палеа фурните со слама. И? Леп се печеше. А сега? Сега не. Оти? Сега со прачки. Но најголем дел од сламата завршува во оган, заедно со запалените страништа, доколку на неа не се гледа како празна слама, туку како енергенс, не само што ќе штедиме пари, туку индиректно ќе се зачувуваат и шумите и од сечење и од палење.